Вести на Канал 8, добар ден. Вработените во водостопанската подружница Брегалница реализираат серија средби со водокорисниците од регионот, за да ги се огледаат актуелните проблеми пред почетокот на сезоната за наводнување. Очекуваат на тој начин заеднички да се најдат решенија што ќе помогнат успешно да се спроведе годишниот план, а на обострано задоволство на двете страни. Проблемите со кои се соочуваат земјоделските производители од регионот во сферата на наводнувањето и подготовката на површините за предстојната сејдба на оризот неопходно е заеднички да се решаваат со водостопанското предпријатие. Потребен е диалог и разгледување на прашањата што ги засегаат и двете страни, за да се најде прифатливо решение, па наместо незадоволство и меѓусебни обвинувања, состојбите да се подобруваат. Таква констатација беше искажана на средбата во Долни Подлог меѓу представници од водостопанската подружница Брегалница и од земјоделците од ова село и од соседните Горни Подлог и Мојанци. Целта е да се направи приближување до водокорисниците и да се слушнат нивните ставови за актуелните проблеми со кои се соочуваат. Кај да ќе почнеме со пуштањето на водата и веќе треба да знаеме конкретно на што ќе наидеме проблеми. Најдобро ќе наидеме вака на терен, од канцеларија не се гледат проблемите. Само вака со нив они ќе ни презентираат исто така и на терен збориме во нивите и таму ќе ги согледуваме и мислам дека ќе потурнеме работата за да пред се тие водокорисници бидат задоволни. И тоа ни е целта да видиме на кој начин да се организираме, да се организираат заеднички да можеме да стигнат со обработување на нивните површини и за да фатиме заеднички на сезона на која што ја спомнавме за наводнување. На средбата во Подлог, водокорисниците ги истакнаа проблемите со подготовката на земјоделските површини, посебно со одводнувањето на нивите, што се најдоа под вода од неодамнешните поплави. Имаше и забелешки за пласманот на оризот од минатогодишната реколта и неможноста земјоделците да си ги подмируваат обврските, но констатирано беше дека водостопанското предпријатие нема никакво влијание за ова прашање. Според договорот, водостопанската подружница Брегалница слични средби остварува и со земјоделските производители од Тракање и Оризари. Прием за крводарителите од општина Чешиново Облешево по повод одбележувањето на денот на крводарителството организираше градоначалникот Димитровски. На средбата стана збор за досегашните активности и постигање на планот на крводарувањето, како и за реализирање на акциите во текот на оваа година. По повод 17 март, денот на крводарителите на Република Македонија, градоначалникот на општина Чешиново Облешево организираше прием за представници од општинската организација на Црвен крст Кочани и за крводарителите од општината. На средбата, градоначалникот Личков се запозна со активностите и плановите за крводарување во тековната година. Лани, планот за крводарување бил остварен со повеќе од 95% од предвидената количина, а според евиденцијата, во регионот биле регистрирани околу 700 активни крводарители, меѓу кои солиден број се и од општината Чешиново Облешево. Општина Чешиново Облешево, како и секоја година, овој пат приреди еден прием со градоначалникот, и со општината на крводарителите од општина Чешиново Облешево, а воедно сакам да изразиме на голема благодарност до крводарителите во општина Чешиново Облешево, воедно и до Црвениот крст од општинска организација Кочани. Имаме доста активни крводарители во општина Чешиново Облешево, се надевам дека ово ќе продолжи и понатаму. Веќе разговаравме, дека ќе биде едукативно помогнато од општината Чешиново Облешево. Од Црвениот крст рекоа дека веќе биле остварени слични средби и во локалните самоуправи на Кочани и Зрновци, како и во двете средни училишта. Целта на овие средби е всушност афирмација, давање на признание, благодарност на самите крводарители кои даруваат несебично својата скапоцена течност, со тоа помагаат во спасувањето на човечките животи. Како што кажавме всушност за време на средбата, дека крвта е лек која не се купува во аптека, туку се дарува од човек на човек и затоа денеска со помош на градоначалникот работиме на реафирмација и поддржување на крводарителството. Во рамки на исполнувањето на планот за крводарување, Црвениот крст од Кочани вообичаено организира по 2 акции во текот на годината во општината Чешиново Облешево. Одзивот на местното население е добар, а се размислува со подобро едуцирање и навремено информирање да се создадат услови за зголемување на бројот на акциите што ќе се организираат во оваа локална самоуправа. И Виница денеска требаше да додели 200 признанија за луѓето кои 2015 постигнаа одреден рекорд во надминување на својата хуманост. Меѓутоа, Националниот ден на крводарувањето Виница како најхумана општина во државата ќе го одбележи на 14 јуни.
Бегалската криза го помести одбележувањето на Македонскиот ден на крводарителите. Наместо на 17 март, признанијата за најхуманите луѓе во Виница ќе се делат на 14 јуни. Со третина од активното население, или со вкупно 4750 крводарители, со собрани 1730 крвни единици во 2015 година, Виница повеќе од 3 децении е на врвот на хуманоста во државата. Општинската организација на Црвен крст Виница е најефективна во крводарувањето. Планот за крводарување е надфрлен со 320%, со што ја става општината по 34 пат да биде прва во државата, истакна Киро Цонев, секретар на Општинската организација на Црвениот крст во Виница. Во 16 реализирани крводарителски акции во 2015 година, организацијата има 200 нови крводарители, меѓу кои доминира крвната група А позитив, а редуцирани се нулта и А негатив. Меѓу најактивните крводарители се средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Прке. Крводарувањето во Виница станува фамилијарна традиција, која резултира со високи бројки, иако хуманоста за возврат не бара ништо, сепак како општина крводарителите заслужуваат соодветна сатисфакција, која не треба да се сведе само на плакати и признанија. Се уште траат подготовките за наплата на надоместокот за користење на јавниот паркинг простор во Кучани со испраќање SMS порака. Веќе е избран давател на услугата, кој од 10 денари за паркирање од час ќе добива по 1,1 денар. Во текот на првата половина од оваа година во Кочани треба да стартува наплатата на таксата за паркирање со SMS пораки. На јавниот тендер за избор на давател на услугата се пријавиле 2 фирми, од кои по негативната аукција е избрана поповолната понуда. Ова значи дека договорно ангажираните лица, кои на лице место издаваа фискални сметки, веќе нема да бидат присутни околу јавните паркинзи, туку возачите ќе плаќаат преку мобилен телефон. Освен информацијата дека за целата постапка комуналното претпријатие Водовод предвидуваше да потроши околу 3.350.000 денари, досега немаше други сознанија за ангажманот што се планираше да заврши уште лани. Ова беше причина на последната седница на Советот на општината да биде поставено и конкретно прашање до менаџерскиот тим на комуналното претпријатие. Значи, што се случува со тендерот за издавање на телекомуникацијските услуги за паркирање, која цена е постигната, односно која цена се бара од страна на телекомуникацијските компании, како тоа ќе влијае на цената на чинење на паркинг просторот и соодносот, за да може да се направи една подобра анализа. Од Водовод одговорија дека постапката за воведување на наплатата за паркирање со SMS пораки е во тек. Се предвидувало избраниот давател на услугата да работи во текот на наредните 2 години. Сега сме во фаза на заклучување на договор со изберениот економски оператор, кој ќе ја сервисира услугата, ќе обезбеди и софтверска и хардверска поддршка преку одредени инструменти преку кои ќе се следи времето на паркирањето, процесот на контролата и начинот на и интензитетот на прибирањето на средствата на секое поединечно паркинг место. Значи ќе изнесува 1,1 денар, не знам дали го соопшти тоа, значи од 10 денари ќе треба да одвоиме 1,1 денар, како што одвоиме 10% за комунална такса за надомест на кон општина Кочани и останатите средства ќе треба да бидат искористени за редовното работење на комуналното јавно претпријатие. Обврска на општината, односно на комуналното претпријатие, е да се направи соодветно обележување на паркинг местата, како и да се постават информативни табли за наплата со SMS услуги. Се очекува ваквиот начин да овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и да се избегне ситуација во која возачите чекаат да платат за услугата, што се покажало како позитивно искуство во градовите каде ваквиот начин веќе се применува. Она што се учи теоретски да може да се примени во пракса е целта на проектот за изработка на автоматска машина за селекција на метали, што ја изработија учениците и професорите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Истата би можела да најде примена во дрвната индустрија. Автоматска машина за селекција на метали изработија учениците и професорите ментори од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Целта е обезбедување на учениците со знаење и лесна прилагодливост во производниот процес.
Учениците и професорите ментори кои работеа со нив обезбедија материјали и ја направија машината која што ќе најде примена за стекнување знаења за учениците и во машинската и во електростуката. Се работи за автоматска лента со употреба на повеќе пневматски елементи, со употреба на сензори, на PLC контролори, со употреба на програма од компјутер, значи сето тоа самото да функционира. Имавте можност дел од тоа да видите како функционира. Значи со повеќе нова технологија да ги запознаеме учениците. Истото е направено така да се видливо, значи овие што се жици намерно се оставени сите оние пневматски елементи кои се за да можат да се гледат учениците да можат да ги монтират и прават. Ова е заеднички проект на двата актива, машинскиот и електроактивот. Ментори се професорите Гордан Анастасов и Ивица Јорданов. За да изработиме да биде целосно автоматизирана, ние имаме употребено еден PLC уред кој што го имаме програмирано во LD микропрограмата која што претходно ја снимивте. Потоа од електронски и машински елементи кои што имаме искористено во неа, имаме искористено 3 пневматски цилиндри кои што даваат на нив и даваат сигнали во кој правец да се движат со помош на соленоиди. Потоа имаме еден индуктивен сензор кој што ни служи за селекција на отпадот кој што содржи или елементите во себе кои што содржат метал, да ги селектира, да ги става во делот каде што се неисправни, да кажеме, или елементи кои што имаат метал. Проектот за изработка на ваквата машина немаше да биде толку успешен без помошта на самите ученици од двете струки. Машината, додадоа менторите, може да најде примена во производството на столови, маси и други производи од дрво, како и во селекција на отпадот. Со изработката на вакви и слични машини, Средното општинско училиште Гошо Викентиев постојано се труди да биде во тек со најновата технологија која што веќе се применува во фирмите. Реализирана првата активност како дел од проектот Растеме заедно со екоресурси, што ја спроведува Основното училиште Раде Кратовче, заедно со Основното училиште Климент Охридски од општина Пазарџик, Република Бугарија. Наставници од Кочанското училиште беа на обуки во соседна Бугарија. Целта е учениците да научат рационално да ги искористуваат обновливите извори на енергија. Како резултат на успешно подготвената апликација од страна на општина Кочани во рамките на Еразмус Плюс програмата на Европската комисија, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Основното училиште Раде Кратовче ја реализираше првата активност како дел од проектот Растеме заедно со екоресурси. Во рамките на проектот покрај училиштето и општината учествуваат и Сдруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кочани, како партнери од Република Македонија и партнерите од Република Бугарија, општина Пазарџик, Основното училиште Свети Климент Охридски и невладина организација. Целта на проектот е со помош на современи и иновативни методи на ИКТ настава, учениците во основните училишта во Кочани, Република Македонија и Пазарџик, Република Бугарија, подобро да се запознаат со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност, заштита на животната средина и нивното значење. За таа цел наставниците од Основното училиште Раде Кратовче од Кочани, заедно со професорите од Основното училиште Свети Климент Охридски од Пазарџик, беа обучувани како во склоп на секојдневната настава по својот наставен предмет да ги запознаат учениците со искористувањето на обновливите извори на енергија. На таа 5-дневна обука која што се реализираше, всушност наставниците беа обучени да ги применуваат Web 2 алатките во секојдневната настава, заедно со користење на екосодржините кои што се реализираат во наставната програма и користење на ИКТ во наставата. Со тоа учениците најпрвим во пробниот период, сега до истекот на оваа учебна година, одреден број на ученици ќе реализираат такви активности со користење на тие Web 2 алатките, додека во наредниот период, учебна 2016-2017, речиси сите ученици ќе бидат уклучени во проектот. Обучените наставници своето знаење треба да го пренесат на останатите наставници во училиштето и да го презентираат на завршните настани пред наставниците од останатите основни училишта во градовите Кочани и Пазарџик. Со проектите ќе бидат изработени и соодветни наставни помагала во вид на прирачници за начините и методите на искористување на алатките.
Како дел од проектот, општините Кочани и Пазарџик ќе изработат стратегија за развој на соработката во образованието помеѓу училиштата од двете општини. Вкупниот буџет на проектот изнесува 96.530 евра. Проектот се планира да заврши до септември 2017 година. Традицијата налага сите невести на денот Тодорова сабота да дојдат во православен храм заедно со своите свекрви и да ги запалат свадбените свеќи. Свештениците апелираат за здравје и пород да се поклонат на иконата на Свети Теодор Тирон. Нововенчаните невести под рака со своите свекрави на денот на Тодорова сабота порачуваат свештениците од Кочанскиот православен храм Свети Великомаченик Ѓорги. Оние кои стапиле во брак од минатата Тодорова сабота до оваа, ден пред чествувањето на празникот посветен на Свети Теодор Тирон, месат погача за здравје и ги палат свадбените свеќи. За здравје се поклонуваат пред светецот, а свештениците им читаат молитви за успешен брак и здрав пород. Ќе се служи и вечерна богослужба, а на празникот божествена литургија. Ги поклонуваме сите нововенчани, нели, кој може во петок или во сабота, значи во петок со почеток во 16 часот и 30 минути ќе се отслужи акатискон пресветата Богородица, по кој, нели, по завршувањето на акатистот ќе бидат прочитани молитвите за долг, успешен и среќен брак, а исто така оние кои што не може да дојдат, нели, на акатистот, може да дојдат утредната во сабота, нели, баш токму на денот на Тодорова сабота. Во 8 часот ќе се отслужи света божествена литургија, по која, нели, по литургијата исто така ќе им бидат прочитани молитвите за брак. Свештениците апелираа и за правилото за постот и причеста на Тодорова сабота. Постои една практика, посебно кај постарите верници, а тоа е ја постат само првата седмица од Великиот пост, па откако ќе се причестат, нели, да престанат со постот и продолжуваат со употребување и конзумирање на мрсна храна. Ваквата практика не е во склоп со православната традиција и во склоп, нели, со каноните од Светата православна црква, па доколку планираат исто вака да практикуваат, да напоменеме дека се лажат самите себе, а не можат да го излажат Бога. Инаку празникот посветен на Свети Теодор Тирон за многу семејства представува семена слава, бидејќи култот кон светецот доста е раширен во нашите простори. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги додаваат дека за време на великденските пости, секој петок со почеток во 16 часот се читаат акатисти, а секој петок и недела и празници се служат свети божествени литургии. Следува информацијата од спортот. Во третата кошаркарска лига на распоредот беше петото коло, што наместо изминатиот викенд се одигра во средата. Баскет Дино на домашен терен ја совлада екипата на Феникс 2010 од Скопје. Првенството во третата кошаркарска лига Исток продолжува со одигрувањето на редовното пето пролетно коло. Наместо изминатиот викенд, првиот надпревар од колото се играше во средата, при што екипата на Баскет Дино како домакин ги пречека кошаркарите на Феникс 2010 од Скопје. Играчите на тренерот Сашко Лазаров прикажаа подобра и посигурна игра, што беше доволно да постигнат убедлива победа со резултатот 75-48. Според распоредот, кошаркарите на Баскет Дино требаше да гостуваат во Скопје против Феникс, но двете екипи се договориле надпреварот да се одигра во Кочани. Противничката екипа допатувала со млади и неискусни играчи, а со оглед што екипата е последно пласирана на табелата, ни не можела да пружи поголем отпор. Со тоа им овозможи на домашните да се изедначат според освоените бодови во овој дел од првенството, а единствено кош разликата го става Баскет Дино едно место погоре. Следното коло ќе се игра по 10 дена, затоа што викендов останатите екипи ќе треба да ги одиграат меѓусебните надпревари. Во шестото пролетно коло пак, Баскет Дино за противник ќе го има второпласираниот Црн Дрим, кој ќе биде домакин во Струга. Во младинската М18 лига, викендов нашите кошаркери ќе бидат домакини на средбата со екипата на Марфи од Прилеп. Надпреварот ќе се одигра в недела со почеток од 13 часот во салата кај гимназијата.
Временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.